Македонија жнее медали на меѓународната бодибилдинг сцена и од таа причина гости нова утро во емисијата Македонија наутро Бобан Ѓороски, председателот на Бодибилдинг и фитнес федерацијата на Македонија. Го погодив точниот назив на федерацијата, тоа е добро. Добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Се гледаме по одредено време, па какви се резултатите во меѓувреме од вашето последно гостување? Добро утро, благодарам на поканата. И од 3 до 8 ноември од 3 до 8 ноември во Санта Сузана во Шпанија се одржа 75-тото светско првенство во бодибилдинг и фитнес за мажи, жени, јуниори и сениори. Ние тамо настапивме со... Само да кажеме дека ова е тоа светско првенство, дека не е друго, дека е тоа врвот на овој спорт. Во светот постои само едно светско првенство, една спортска бодибилдинг и фитнес федерација. Значи ова е 75-то јубилејно, 75 години на нас да се одржува ова светско првенство. Настапивме со двајца надпреварувачи, двајца јуниори, од кои можам да кажам дека направивме историски успех во спортот во Република Македонија и во бодибилдингот и фитнесот. Мерија Киевска успеа да победи во јуниорска категорија, висинска до 163 сантиметри, успеа да победи помеѓу шампионките во јуниори, значи апсолутен победник кај јуниорките, а 2 часа подоцна настапи во сениорската категорија со 22 години, кај што успеа да ги победи сениорките и да стане апсолутна победничка и ке сениорките. 4 пати се интонираше македонската химна, 4 златни медали донесовме од Санта Сузана од Шпанија и ова е неверојатен успех за македонскиот бодибилдинг и фитнес и за македонската федерација. Македонскиот бодибилдинг влегува значи во тој крем на освојувачи на медали. На што се должи тоа? Систематска работа, упорност, посветеност и верба дека имаме квалитет. Оваа верба дека имаме квалитет, ние веќе 2 години ја најавуваме во годишната програма која што ја поднесуваме во Агенцијата за млади спорт. Минатата година, поради пандемијата со корона, не успеавме да добиеме дозвола да излеземе на Европско првенство. Значи, не ни беше дозволено да одиме на Европско првенство. Оваа година ни дозволија и оваа година сме присутни скоро секаде, а крајот на годината го завршивме со 4 златни светски медали. Дали овие медали се... Намерно ве прашувам општи прашања, не сакам јас да констатирам, туку чекам од вас вие да одговорите. Дали овие медали се поттик за македонските спортисти, зборувам во вашиот спорт? Дали се гледаат овие резултати, дали се почитуваат, дали се следат, дали сакаат и останатите надпреварувачи да влезат во таа победничка шампионска шема, да ја наречеме, иако не е шема, се разбира? Искрено да ви кажам, 20 години војувам за тој почит и сигурен сум дека овој пат веќе дојде крајно време да не подигнат на едно повисоко скалело како спорт и како спортска организација. Затоа што ние 2011 имавме европски шампион. Меѓутоа сето тоа помина како што помина. Оваа година, благодарение на Агенцијата за млади спорт, благодарение на раководителот кој што е излегува од спортот, кој што е сам спортист, знае што треба за спортист, кој што едноставно емотивно не пречека во неговата канцеларија на прием, ветено ни беше дека бодибилдингот ќе биде поставен во рамниште со останатите спортови кои што се категоризирани и кои што вредат да бидат наградувани. Така да, мислам дека овој успех и она кое што ќе одобиеме како фидбек од Агенцијата за млади спорт ќе биде голем поттик за сите останати надпреварувачи, од причина што ние навистина имаме квалитет, имаме со што да се гордиеме, затоа што наназад се враќаме и со четврто место од светско првенство како сениори, со четврто место од светско првенство како јуниори, меѓутоа најверојатно ова поеќе не можеше да се издржи. 4 златни од светско првенство се донесат во Скопје е нешто големо. Добро, дали треба вие како спортист, како човек кој што се надпреварувал, кој што сега е прв човек на една спортска федерација, знаеме сите дека спортот е за добро во секое општество, ги анимира младите, го движи општеството напред. Дали треба да постои сегрегација? Дали воопшто треба еден меѓународно признат спорт да се бори за своите права или тоа во една држава треба да дојде автоматски? Еве вие вака од прва рака. Штом овластените институции во државата не издале решение за вршење дејност спорт, тоа значи дека не признале како спорт и како спортска дејност и како спортска организација и тоа значи дека мора да не згрижат и да не стават во рамниште со останатите спортови. Се разликуваме од другите спортови по олимписки и неолимписки спортови. Бодибилдингот и фитнесот, за жал, се уште во моментов не се олимписки спорт. Тоа го почитувам. Меѓутоа, сепак, како спорт сме со
решение за вршење еден спорт како спортска организација. Упорно работиме, значи имаме систем на национални надпревари, државата представуваме надвор на сите меѓународни настани. Оно што го работиме во Република Македонија е тоа што веќе од следната година имаме 2 меѓународни настани кои што ќе бидат настани од светско ниво. Ние веќе 3 години одржуваме Diamond Cup Скопје кој што се наоѓа на календарот на Светската федерација, кој што доаѓаат од 20 до 24 држави од светот да учествуваат и да се надпреваруваат во Скопје за таа титула. Победниците добиваат поени кои што се поени на ранг листата на Светската федерација. Мислам, многу работиме и ова дојде како круна на сето тоа и сигурен сум дека овој пат надлежните ќе ни спочитуваат максимално и максимално ќе можеме да им понудиме на сите наши следни надпреварувачи нешто кое што ќе ги натера да останат како надпреварувачи во овој спорт и со гордост ќе представуваат државата. Добро, сега први на памет што ми паѓаат спортови кои што не се олимписки автомобилизам, доскоро карате и други боречки спортови, не ги маргинализираме, не сакаме да ги навредиме представниците на тие спортови, меѓутоа многу други спортови што не се олимписки биле поддржани од државата. Време ли е соодветно да добија поддршка и бодибилдингот? Најверојатно, затоа што има резултати, не за друго. Најверојатно постигнатите резултати во наведените спортови предизвикувале причина да бидат поставени пред нас. Меѓутоа, овој пат донесовме нешто што тешко се носи и ретко се носи. 4 златни медали, кај што еден јуниор ќе победи и во јуниори, ќе победи и во сениори, кај што имате 102 држави кои што учествуваат на светското првенство, од кои 102 држави само 30 имаат освоено поени, а ние сме на 15-то место. Македонија. Да е 15-та во светот во сите области, 15-та каде ќе ни биде крај? Во категоријата фитнес, кај што настапуваше Мирија Киевска поради 4 златни, од кои што се 2 апсолутни. Со оглед на тоа што сега сте охрабрени од успесите, со оглед на тоа што сега веќе ја добивате и соодветната поддршка од научно-месовски и од останатите релевантни фактори кои што се во областа спорт, дали, односно во кој правец сега ќе се движи календарот и агендата? Што е сега следно на менито на бодибилдерите и надпреварувачите во фитнес? Охрабрени, но исто така исплашени. Од причина што да дојдевме со второ или трето место, пак имавме надеж следнава година да го подобриме резултатот. Се вративме со максималниот резултат. Тоа значи дека тоа веќе е подигнато на многу високо ниво, така да не се плашиме воопшто од предизвиците. Напротив, следната година, искрено да ви кажам, атакувам на потврдување на успехот барем во јуниори, кој што Мери го успеа да го постигне, и на Европското, и на Арнолд Класик во септември, и на Светското првенство повторно во октомври или во ноември, кога и да се одржи. Она кое што ние како федерација се остануваме на нашиот национален систем на надпревари, кој што е април и октомври, меѓутоа, она што го правиме на меѓународен план, организираме два меѓународни настани, едниот ќе биде во април во Скопје, другиот ќе биде исто така во октомври во Скопје, настани кај што навистина носиме европска елита во Скопје кој што се надпреварува. Тоа го носиме со цел да ги охрабриме нашите надпреварувачи, да видат до каде сме, значи не мора да излегуваме надвор од Македонија, едноставно ја носиме европската елита во Скопје, нашите надпреварувачи може да застанат рамо до нив, да видат до каде се со форма, до каде се со можностите и многу се охрабрени. Поготово со резултатот кој што го постигна Мери сега со 4 светски златни медали, сигурен сум дека следната година ќе имам голема репрезентација на сите останати надпревари. Во спортот важи едно непишано правило, а тоа е дека многу е потешко да останеш шампион отколку да станеш шампион. Сега дали е во прашање само генетиката и она што е одработено претходно, или еден шампион во бодибилдинг и во фитнес треба да ги следи современите теркови, да ја одржува таа форма, па дури и да ја унапреди. Сега ќе се задржам само кај женската категорија, како Мери како победник. Во женската категорија има 5 различни категории. Сите пет категории се сосема различни. Мери се надпреварува во категорија велнес, која што фактички ни дојде од Бразил. Категорија настаната во Бразил и донесена во Европа. Победник македонка. Значи, она што се бара во оваа категорија е бразилски изглед. Тоа значи дека долниот дел од телото, кој што е задникот и нозете, треба се поголеми за разлика од горниот дел, поразвиени. Сето тоа треба да биде симетрично, складно, како фигура, убаво. Значи, треба да се одреди вистинската категорија за одредена особа
и потоа систематски да се работи, да се постигне максималниот можен ефект кој што природата го дозволила и она наше умење, знаење можеме да го примениме на една особа. Мери категоријата е создадена за нејзе. 3 години напорно работиме со Мери за ова, значи веќе 4-та година кај што доминира на Балканот. На Балканско првенство кога се појавуваат сите прашуваат само дали е дојдена, ако е дојдена се повлекуваат. Значи таа категорија е нејзина. Она што ние оваа година успеавме да го направиме беше европски фитнес игри, се појавивме во јуни, каде што исто така победи. Се појавивме на еден меѓународен надпревар во Јагодина во Србија, кај што исто така победи и во категории апсолутно, значи секаде каде што одиме не победуваме само во категорија, него ги земеме апсолутните титули. Значи се напреваруваме и во јуниори, и во сениори, и секаде апсолутно победуваме во таа нејзина категорија. Предизвикот е голем. Вистина дека многу е потешко да се задржи местото, меѓутоа предизвикот е голем. Јас се надевам дека ќе работиме на она што сме го приметиле како слабост, како слаби мускулни партии кенезе, и дека во мај на Европското првенство, кое што исто така ќе се одржи во Шпанија, ќе донесеме една нова форма, која што ќе биде изненадување за останатите надпреварувачи, која што ќе биде конкурентна и дека ќе оставиме европската титла. За крај, прашањето кое е поврзано со многу стереотипи и митови кај нас, добро, последниве, може би не деценија, меѓутоа 5-6 години, информираноста за бодибилдингот и за фитнесот во Македонија е на многу високо ниво. Меѓутоа, се уште треба да се создаде она база на доволно информирани луѓе со цел да им се доближи овој спорт. Дали бодибилдингот и фитнесот се здрав спорт во однос на постат стереотипи нели за возраста, кога треба да се почне, па не знам, коски, раскавица, па суплементи, па не треба да се креваат тежини затоа што маса не треба да се крева затоа што таа е штетна за развојот на телото и слично. Дали бодибилдингот генерално земено е здрав спорт? Краток одговор, да. Сите спортови се здрави спортови, доколку се применуваат на начин на кој што треба да се применуваат. Сите се плашат од големи тежини, тегови, дека не треба да се криваат во теретана, и тоа се дозира. Значи, таму нема фиксен тег кој што ти можеш да одигнеш. Значи, тежината се дозира. Сите се плашат дека децата ќе останат ниски, дека нема пораснат. Јас сум 188, а вежбам од 14 години. Една глава сум повисок од татко ми, кој што никој пат не вежбал. Значи, во теретана не постојат само тегови. Во теретаната има справи кои што напротив може да го потикнат растот. И да се оствари максималниот генетски потенцијал. А да се вежба цело тело. Значи, тоа се смешни стереотипи, луѓето едноставно треба да дојдат во вежбална, да се информираат на вистинското место. Да дојдат во вежбална, кај што има инструктори кои што се соодветни, образовани, лиценцирани од страна на федерацијата, кај што на вистина ќе ви се понуди вистинска помош и ќе можете да си го применувате спортот на здрав начин. Во однос на суплементите, дали се тие здрави? Еве конкретно ќе ви кажам, протеините се млеко управ. Не знам колку знаеме, и тоа сурутка. А човекот почнува да расте со млеко? Поедноставно здравје. Бома Ѓорговски, председател на Бодибилдинг и Фитнес Федерацијата на Македонија, зборувавме за успесите во изминатиот период, се надеваме дека нема да бидат последни, дека ќе ги надоградите, дека ќе дојдете со уште повеќе награди и ве чекаме во студиото на Македонија наутро со следниот успех.